Суштината на тоа што денес ни се случува во Република Македонија е класичен судир на две многу мокни структури кои потекнуваат од таа страна на океанот, потекнуваат од Вашингтон или Соединетите Американски држави. Денес во регионот, посебно во Република Македонија, на едно место се конфронтираат структурите на ЦИА и структурите на Пентагон. Структурите на ЦИА кои се под контрола на поранешните политичари Барак Обама и Хилари Клинтон и структурите на Пентагон зад кои стои Доналд Трамп. Таа војна која денес се води на територијата на Република Македонија се води на територијата на Соединетите Американски држави. Некаде кон средината на февруари и пред неколку дена во Стејт департментот е направена вистинска чистка. Всушност се затворен седмиот спрат на Стејт департментот преку кој се реализирани сите шарени револуции во светот. Во моментот Македонија е позначен стратешки партнер за Трамп во споредба со Албанија. Да. Не, Албанија е опасноста за администрацијата на да. Да бидеме, ти си попрецизен за проектот да ја направиме Америка голема, односно да ја очистиме од Албанија голема. Од ѓубрето естаблишментско до сега што е оставено, а Албанија е дел од проблемот. Бидејќи таму, таа е земјата каде што последен стапна бившиот директор на ЦИА, бараше од својот штитеник Еди Рама да ја дестабилизира ситуацијата на Балканот, за да може пак да ќарат некое време, па да организираат конференции, па да менјаат влади, па све, што поише хаос да се направи, за да може овој да биде неуспешен. Или да го натера да се инволвира пак у интервенции странски и тоа. И затоа е пуштена таа платформа.